И еве се враќаме со содржините од денешниот дневник. Како што реков, 4. јули е празник на Соединетите американски држави, која што тие го празнуваат или го одбележуваат денот на нивната независност. 1776 година е донесена декларацијата за независност на Соединетите американски држави, каде што вториот конгрес ја прифатил и одредил дека 13 колонии ќе бидат независна држава. Долги години се водело, не долги години, туку неколку години се водела расправа околу тоа кој ќе биде обликот, и денес тоа е најмокната држава на светот. На истиот денешен ден, само 100 години потоа, Француската Трета република им ја подарува познатата статуа на слободата. Нејзиниот помал лик е пред Ейфеловата кула во Париз, а големата ја знаете на островот во влезот на Њујорк. И вреди да се одбележи овој ден затоа што е синоним за промена на светот. Како денес тоа ќе биде, не знам, веројатно ќе имаме некој нов либерализам или некој ново посоцијално општество, иако од овој либерализмот и овие слободите за кои што од 90-та година зборуваме малку нешто видовме. Се надевам дека универзалната декларација ќе продолжи уште многу години да живее, барем како пример на универзалното тежнение на луѓето за равноправност и за поголема општествена и социјална правда. Еве го првиот прилог. Првиот прилог на Ерис телевизија е помалку и симптоматични. Прво ќе го прочитам делот во воведот, па ќе го кажем и мојот коментар. Тоа и заслужува, нели? Авионска бомба која пред 5 дена ископана при градежни работи со багер во индустријски оддел на Штип не се дислоцира. Експертите пиротехничари забележуваат дека станува збор за проектил кој има разорна мок до 1 километар, а доколку се активираат парчиња од неја, би летали и до 3 километри. Надлежни за дислокација на бомбата се Дирекцијата за заштита и спасување, а отоа признава дека станува збор за специфична бомба, а во консултации со Министерство за внатрешни работи и одбрана се води сметка како да се изврши дислокација на овој експлозивен елемент. Овде има специфична бомба, веројатно бомба од минатите војни, авионска, со толку голема тежина и нема некоја артилериска бомба, но овде имаме еден орган кој се нарекува Дирекција за заштита и спасување. Овде не сакам да ги навредам луѓето кои во Штип си работат својата работа предано, но сепак овој орган имаше 27 или 30 вработени, денес има нешто повеќе од 100 вработени низ Македонија. Поплаките по него беа и кога во Скопје беа поплавите, се сеќавате, нели? Немаше пумпи или не знам како. А еве сега бомба која се наоѓа на 5 километара од Штип, веројатно, како што реков, авионска бомба е од Втората светска војна со толкова големија, и тоа овде со специфична карактеристика. Каква треба да биде? Атомска, нели? А такви ни се институциите. Еве зошто треба да бараме промена на институциите и професионално звони во Македонија. Сега може да не отепа бомба од пред 100 години, а ние немаме човек кој може да ја дислоцира или не да е Боже да ја демонтира. Ево прилогот на Викторија Димитрова Јованова. Авионската бомба од Втората светска војна, која е пронајдена во индустријскиот дел во близина на обиколницата каде магистралниот пат се дели на два дела, кон источна и југоисточна Македонија, веќе пети ден се е страв меѓу жителите на две штипски населби и на повеќе стопански капацитети. Бомбата е долга 1,20 метри, а е тешка околу 130 килограми. Во неа има експлозив од 60 до 70 килограми. Со ваква количина на експлозив проектилот има разорно дејствие до 1 километар. Доколку се активира, стопанските објекти кои се наоѓаат до оваа далечина би биле срамнети до земја, а ударното дејствие е до 3 километри. Оваа лента покажува дека пристапот е забранет кон ридот каде е откриена бомбата при градежни работи со багер. Полицијата поради безбедносни причини не дозволува на новинарските екипи да се приближат до авионската бомба. Портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова информира дека нивна задача е да ја обезбедуваат, а додека задача на Дирекцијата за заштита и спасување е да ја транспортира и да ја уништи бомбата.
Ири стапи во контакт со заменик директорот на дирекцијата за заштита и спасување Екрем Зендели, кој потврдува дека станува збор за специфична бомба, а најголем проблем за оваа институција е што проектилот не може со голи раце да се крене, туку е потребно посебно транспортно средство кое најпрвен ќе ја дислоцира, а потоа ќе ја однесе до воениот полигон Криволак. Освен ова, треба да се внимава и како ќе се крева, бидејќи на неа се уште стои иницијалната каписла. Зендели вели дека се во постојана консултација со пиротехничарите, но и со експерти од Министерствата за внатрешни работи и одбрана, како да се реши проблемот. Но токму пиротехничарите кои се вкупно 7 вработени во дирекцијата не можат да интервенираат во овој случај, бидејќи не им е регулирано животното осигурување за нивната работа и додатокот на плата за зголемен ризик по здравието и животот, кој ги следува по решение, а како што забележуваат веќе 12 години не им се исплатува. Изминатите неколку месеци во Германија и Србија при дислокација на вакви авионски бомби беа евакуирани илјадници жители на населби и стопански објекти. Како ќе се решава проблемот со овој авионски проектил во Штип, надлежните институции одлуката треба да ја донесат деновиве. Вториот прилог е нешто против кое што јас многу често како новинар зборам, а тоа е одржување на работилници, многу интересен збор, нели, на работилници се работи, овде се пие кисела вода и се разменуваат мислења, а вајда од тоа ние немаме, и се, ќе ви ја прочита воведот, локалната и регионалната конкурентност во туризмот. Учесници, представници од локалните самоуправи и граѓанските организации од источниот регион. Заклучокот е дека Република Македонија нуди можности за еколошки, планински и рурален туризам. Ова слободно може да го извадите од 91, 2, 3, 2001, секоја година, ма буквално секој месец. Зошто овие луѓе се собираат, што кажуваат? Пренесуваат знаење. Имаме ли ние туризам? Имаме, но доволно ли? Не. Затоа повторно велам, како и во првиот случај, работата на нас, новинарите и на медиумите, важно да ви поттикнеме размислување за тоа. Па, внимавајте, работилници за развојот туризам во Источна Македонија. Па ние си знаеме кои се предностите, но работата е како да се ефектуираат. Бирократијата не ни работи. Тоа е општ заклучок. Проследете го прилогот. Заедничка проектна активност на Европската Унија, Светска банка и владата на Република Македонија во рамки на дејствувањето врз локалната и регионалната конкурентност во развојот на туризмот. На денешната работилница во Штип се разгледуваа можностите на туристичките капацитети во источниот регион. Проектот за локална и регионална конкурентност е проект финансиран од страна на Европската Унија, кој се администрира од Светска банка, а директно се имплементира од страна на влада на Република Македонија. Целта на проектот за локална и регионална конкурентност е да се зајакне придонесот на туризмот во подобрување на локалниот и економски развој во Македонија, како и да се зајакнат капацитетите како во јавниот, така и приватниот сектор со цел подобро управување на дестинации. Значи, денеска целта на работилница е презентирање на специфични развојни планови, кои што ќе ги презентира консултант ангажиран од страна на Светска банка, кои се изготвени по темелна анализа на основа на барањето што е она што туристите ги интересира, што е она што на туристите им треба со цел да се подобри и да се зајакне придонесот на туризмот во овој источен регион, поточно на денешната работилница, конкретно ќе збориме за Штип, Радовиш и околината и Мелешевија и околината. Она што е нотирано за развојот на туризмот во регионот секако е еколошкиот сегмент, но тука и планинскиот и руралниот туризам. Придонесот како го гледаат туристите на овој источен дел е во чистата околина и развојот и подобрување на селскиот туризам, бидејќи она што туристите го нотирале како потребно и како она што источниот регион има да го понуди. Во рамки на проектот за конкурентност во развојот на туризмот ќе се финансираат и проектни активности како на локалните самоуправи, така и на граѓанскиот сектор за подобро развивање на туристичките можности што ги нуди Македонија.
Третиот прилог од денешниот дневник е за активностите на јавното предпријатие ИСАР, кое заедно со локалната самоуправа реализираше повеќе активности за урбано уредување. Зелените простори во населбата автокоманда се украс на градот, а истите редовно се одржуваат и се обновуваат со урбана опрема. И повторно дежурниот сини како мене овде во студио на телевизија Рис да праша: а господа од јавното предпријатие, што ви е работа? Значи, работете си вашата работа и не се фалете постојано со тоа дека ги одржувате зелените површини. Што друго треба да работите? Да ни известите за вашата работа е едно, за успесите. Ама, ајде да се позамислиме што е работа на јавните предпријатија. Повторно во контекст на оно што претходно го реков. Последете го прилогот. Јавното предпријатие ИСАР заедно со локалната власт и градоначалникот на општина Штип, како што и сами знаете, овде на улица Сутјевска направивме 6 парка, изидани од камен, поставена е дрвена ограда, обновени се тревниците, редовно ги одржуваме овие паркови како едно предпријатие, ги косиме, ги средуваме, се со цел да овој дел од градот, односно на улицата Сутјевска во близина на градскиот пазар биде убав. Ова е еден од најубавите краеви во општина Штип. Така да и ние се трудиме да ова максимално го одржуваме. Пред тоа овие паркови беа запустени, имаше некоја жива ограда неодржувана и беа оставени на времето на заборавот. Ние како локална власт успеавме да ги средиме, редовно ги одржуваме и ќе ги одржуваме. Не само тоа, туку сакам да најавам дека сега секаде каде што има потреба, овде во оваа малост, граѓаните може да се обратат за поставување на урбана опрема кој што се клупи. Ние како едно предпријатие сега правиме 40 клупи кои што ќе бидат поставени во населбата 8 ноември, во населбата овде во автокоманда и во населбата Сењак. Една од новините денес е употребата на маслото од канабис за потребите на болните. Но овде има и уште една препорака од докторите како тоа да се направи. Еве го следниот прилог, кој е со ваков наслов. Лицата со епилептични напади не треба да се третираат со масло од канабис. Невропсихијатор професор доктор Чепреганов советува. Ова масло се уште не е влезено во познатите европски терапевтски прирачници, а канабисот делува на мозокот, појаснува македонскиот невропсихијатор. И не мораше професорот да ни каже дека канабисот делува на мозокот, затоа што произлегува од психотропска субстанца, нели? Така е. Ама е ни повторно да размислиме. Прогледате го прелогот. Познатиот македонски невропсихијатар професор доктор Методи Чепреганов е против пациентите со епилепсија да се третираат со масло од канабис. Ова масло, за кое дел од научната јавност смета дека е револуционерно откритие, професорот ќе го воведел во секојдневното лекување, но откако ќе стане дел од познатите европски терапеутски прирачници. Кога во европските вадемекуми, значи тоа се лекарски, односно терапеутски прирачници, ќе излезе тоа масло легално, тогаш ќе го дава. Сега на моите професори кои им кажав, јас контактирам со многу луѓе од светот, тие се изнасмеа и речеа: ние мислиме дека вие не сте Уганда, Бурунди, дека вие сте... Тоа е, вели, некој бизнис. Не знам, не коментирам. Професор Чепреганов посочува дека со неговата долгогодишна пракса во областа на невропсихијатријата е доволно запознат со канабисот и како тој делува на мозокот. Јас во мојата пракса не давам. И немам намера да дам, затоа што за канабисот знам многу и знам што све тоа прави на ниво на мозок. Кој сака нека дојде, нека згоди, јас работам со мозок секој ден. Атрофи и така дале, да не травматизирам. Во државата од епилепсија страдаат од 25 до 30.000 лица, а здруженијата алармираат дека токму маслото од канабис ги ублажува, а истовремено и ги намалува епилептичните напади. Наша работа е од време на време да ве информираме, иако овде мора да се оградам од комерцијалноста на овој прилог. Сепак вие мора да ги знаете фактите. Цените на ugostiteljските услуги во јуни 2017 година во споредба со мај 2016 останаа на исто ниво, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Споредбено по групи на услуги зголемено е забележително во групата алкохолни пијалаци за 0,1%, цените на ugostiteljските услуги во јуни
2016 година во однос на истиот месец се зголемени за 1%, поточно од 2017 во однос на 2016. Кумулативно цените на угостителските услуги за периодот јануари-јуни 2017 година во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 0,7%, додека во однос на декември 2016 година се зголемени за 0,3%. Ова се статистички податоци кои ги зборуваат за кошничката на потрошувачката кошничка во Македонија. Економистите ќе одговарат дали со ова се намалува животниот стандард или не, но цифрите се така, 0,7, 0,1%. Ги слушнавте математичките проценки. Но сепак, нели, статистиката е едно, а животот е друго. Вода за наводнување од хидросистемот Злетовица наде за земјоделците во Карминско. Жителите на Долно Трогирци со иницијатива да им се овозможи да ги наводнуваат нивите со техничка вода од овој хидросистем, а интерес има и кај земјоделците во Таринци и Карминци. Косечка брана нема да се гради. Не профункционира ниту левиот магистрален канал на хидросистемот Калиманци, кој треба да ги наводнува нивите на земјоделците од Карбинско. Надеж на земјоделците дека нивите нема да им останат суви и да добијат наводнување од хидросистемот Злетовица. Дали тоа ќе биде изводливо, ќе покаже проценката на одговорните, но иницијативата е поднесена, потврдуваат од општината Карбинци. Во соработка со жителите од селото Долно Трогирци имаме покрената иницијатива за да се приклучат на хидросистемот Злетовица за користење на техничка вода во селото Долно Трогирци. Тоа е во тека и ги чекаме анализите на хидросистемот Злетовица да ни ги каже и ќе ги видиме следните чекори кои се за пристапување таму. Без вода нема производство на нива. Жителиците дадоа слаб труд. Земјоделците велат дека поиспатливо е да садат пченка, но и таа треба да се наводнува. Пченката садам и да наводнувам да извадам нешто. Пченката е по-ретомилна и пченка вадаме по 800 кг, 700 кг од декар. Ама наводнуваме со вода. Повијаме цевки таму покрај брегалница и испадна на 5 метра 6 вода и големи мотори, сега има и не се многу скапи моторите, али бензина малку по-скап. Вода од Злетовица за нивите ќе значи крај на маките на земјоделците. Интерес од нивна страна засега има. Имаше некои најави и од други земјоделци од околината на селото Карвинци и по селото Таринци да може да се приклучат, но тоа сепак е индивидуално. Ние тука не можеме нешто посебно да помогнеме како општина, затоа што има повеќе мали површини што се во приватна собственост и за такви активности луѓето сами се исклучуваат договори со хидросистемот Злетовица. Повеќе од 10 години површините со земјоделски култури во Аргуличко и Карбинско не се наводнуваат од хидросистемот Брегалница поради проблеми со дистрибуирањето на водата од Калиманци до компензациониот базен во Аргулица. Годинава првпат целосно се исчисти каналот со намера да биде пуштена вода, но поради лошата хидролошка состојба и немањето доволно вода во Калиманци, наводнувањето од овој канал ќе се пролонгира за до година, вели Никола Гоцевски, директор во водостопанската подружница Брегалница во Кочани. Ајде малку и за најубавиот дел од нашето живење, за културата. Джез музиката е стара колку и 20-тиот век, значи помина 100 години, 120 на години, иако незината популаризација е на крајот на Втората светска војна. Велат дека джез музиката е музика за оние кои разбираат музика. Уметноста не е нешто што треба да се разбира, треба да се чувствува и да се доживува. Интересен концерт како најава во Универзитетскиот ресторан во Штип во 21 часот джез настан. Па видите зашто се работи. Утре во Универзитетскиот ресторан, 5 јули, во организација на Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници, настан помогнат од општина Штип, ќе се одржи еден джез настан, почнувајќи од 21 часот. Настанот ќе биде во Универзитетскиот ресторан, кој сака може да дојде да го посети, ќе биде еден свеж воздух во ова топло лето. Кој настапува? Настапуваат Кирил Кузманов, Кирил Тофикчиевски, Гордан Спасовски и Виктор Филиповски. И едно сообштение од Македонската православна црква. По повод верскиот празник раѓање на Свети Јован Крстител, Иванден, им сообштуваме на православните верници од општина Штип и пошироко дека на ден 6.7.2017 година со почеток во 17 часот во храмот Свети Јован Крстител на Исарот
ќе се богослужи вечерна богослужба, мал водосвет и ќе се пресече празничниот колач, да поведат да дојдат и да пристуват на истата. Припоста на македонски цркви и манастири и така натаму сообщението е, а да се подсетиме само за црквата Свети Јован на Исарот, каде што ќе се одржи црковната, каде ќе се одржи богослужбата. Тоа е една од најстарите цркви во овој регион и дел од така наречениот впишан крст околу Исарот. Нажалост, малку може да се види од незините остатоци, но они любителите на археологијата, на историјата, можат и да се замислат како изгледала големата порта на јужната страна од Исарот, тврдината, со голем број на степеници со кои се слегувало до оваа црква. Стара е еден милениум. Повелете. Сашко Арсовски од денес е нов селектор на македонската карате репрезентација за сениори и сениорки во дисциплината борби, кумите. Ова одлука е донесена на извршниот одбор на Карате Федерацијата на Македонија на седницата одржана во Скопје. Исто така донесена е одлука за одржување на базични подготовки во Маврово и Дојран со престојно учество на македонските репрезентативци на премиер лигата во Лајпциг и карате првата лига во Истанбул и во Салцбург. Со новиот правилник за репрезентативците кои се рангирани у првите 50 на Светската карате федерација, нашата федерација 100% ќе им ги покрие трошоците, а милионисти членовите на карате клубот на Штип Емил Павлов и Жарко Арсовски. Македонските карате репрезентативци ги очекува исполнување на олимписката норма во 2018 година на турнирите во Париз, Токио и Дубај. И почитувани гледачи, ова беше се за дневникот од 17 час, она што ние ви го спремним, а вие пречекајте си ја вечерта со разгладување до дневникот од 20 час. Тогаш ќе ги повториме дел од содржините и дел од новости. Чекајте не до 20 час. Довидување дотоаш.